Имам две националности, две култури. Иако сум почнала да зборувам прво на француски, со македонскиот јазик почнав да пишувам на кирилица. Но вистина... Но вистина е дека ги поминав последните години во Франција и затоа не зборувам македонски секој ден. Се надевам дека ќе ме разберете со љубов, ако не сум сигурна во моите зборови. Тоа што е сигурно за танцување не треба зборови. Вистинска среќа е да се биде мост меѓу две култури, вели Роксан Стојанов, звездата на Париската опера, добитничка на наградата Менада за врвни достигнувања во областа на танцот, која и беше врачена на годинашното 21-во издание на интернационалниот фестивал Танцфест. Во својата уметничка дејност, Стојанов соработува со врвни кореографи, не само во класичниот балет, туку и во современиот танц. Оваа награда е не само за мојата работа, туку и све што направив од моите први почетоци. Ја наградува мојата работа, моите сите пријатели, професори, што ме поддржале до сега. И плюс тоа има посебно знаење, затоа што сега мислам ќе има силна врска за моите две татковини, бидејќи сум почнала балет тука во Скопје и сум одела во школа во Франција, каде што бев наградена за звезда во Париската опера. Споминавте дека вашите почетоци се токму во Македонија. Дали може да ни кажете нешто повеќе за тоа? Татко ми е од Македонија, роден во Гевгелија. Мајка ми е французинка. Се познаеле тука во Скопје. Заради работата од татко ми живеевме прво во Белгија, во Брисел, и се вративме тука во Скопје. Живеевме 4 години. Стигнавме тука и имав 5 години. Бев на градинка прво и после во прво, второ и трето оделение. А почнав балет да учам, имав 7,5 години во балетската школа Туту. Мојата професорка беше била Ирена Лозинска. И исто сум настапила прв пат на сцена тука во Драмски театар. Ја имав улогата од Звончица во Питер Пан. Кој е најважниот совет кој што ви го даде вашата професорка, за кој што сметате дека беше важен во вашата понатамошна кариера? Бев многу мала, не знам. Знам дека балетот ми даваше многу среќа, радост и да бидам на сцена било... се осеќав многу слободна. За да кажувам приказни, да ги однесам луѓето, публиката што се тука и што сака да поминат едно убаво време и да не го видат времето што поминува. Мислам дека Ирена ми го даде љубовот за балет, ме заинтересира за приказни и да, ми кажа дека бев на добриот пат. И затоа кога се отидовме пак во Брисел со работата од татко ми, сакав да продолжам балет таму. Во Белгија, кога се вратив, таму имаше исто една француска професорка, ми зборуваше за школото од Париската опера и кажа исто дека сум имала талент за оваа уметност. И кажа дека би било убаво, ако ми се свија, да продолжам и да го полагам овој испит за да влезам во школата. И влегов, имав 12 години и на исто време што живеевме во Брисел, јас бев во Париз во таа школа, во интернат. Значи, секоја недела живеев таму во тоа школото
јадев, спиев, имав школа са бајле, балет попладне и се враќав со воз во Брисел сите викенди. Балетската уметност бара голема дисциплина и посветеност. Секој дневие кој разоткрива дека мора да созреете многу порано во споредба со другите ваши врсници. Требавме веќе како професионални да работиме, како да сме на школа са бајле и веќе попладне е универзитет. Значи веќе работиме за нашата уметност, што треба да почне многу рано, затоа што завршува многу рано исто. Во Париската опера на 42 години сме на пензија. Значи треба најбрзо да бидеме спремни за професионално ако сакаме да работиме. Тоа треба многу храброст, мислам, и трпение, затоа што тешко е кога сме мали, така да си одиме од дома. Мислам... И тоа говориме на 12 годишна возраст. Да. На 12 години не прашуваат да бидеме како возрастни луѓе, веќе. И мислам дека побрзо од другите деца треба да созреете и да напредувате во својата професија. Соработувавте со голем број истакнати кореографи и од областа на класичниот балет, меѓутоа и од областа на современиот танц. Кои се кореографите на кои се восхитувате и денес? Првиот е Рудолф Нуриев, затоа што он бил голема личност во Париската опера. Кога бил директор, он додаде многу кореографии, сите што се најголемите балети ги имаме сега во репертуар. Тие сите класични балети, како Лебедо езеро, Орево Крчачка, скроз сите ги танцуваме. Сега сум 12 години во трупата и Дон Кихот сум играла главната улога. Значи, он е како тој стил го научивме од школото. Инаку имаме голема шанса во Париската опера да играме и класични балети, ама и исто современи. Сте соработувале и со кореографи кои што работат во сферата на современиот танц? Да. Не знам дали е современо, ама сум работела со Уилјам Форсайт оваа година. Он направи кореографија за мене. Значи било за мене, било 21 балет од 25 минути. Многу тешко, ама прв пат некој ми направи како... Да, немав никаква улога или приказна да раскажам, бев... Туку тој е инспириран од она што вие го поседувате како балетски уметник. Да. Претходниот месец работев со Мацек. Било апартман. Направивме апартман балет. И не бев на шпиц. Имав кондури на сцена. Значи, тоа ми е многу битно на мене, да видам уметник комплет и сакам од сите стил да работам, сите кореографи да ги запознам. За еден балетски уметник е исклучително важна соработката со кореографот, меѓутоа и со партнерот на сцена. Колку е важна оваа соработка и диалогот меѓу кореографот, вас и партнерот на сцената? Да, многу е битно за кореограф да има разговарање. Мислам, кога сме на проба, треба да за уметник да покажеме дека разбираме што он кореографиот сака. Ама исто е тоа треба многу трпение додека и телото тоа го разбере. Затоа за мене ми е многу битно работа длабоко да одам, за да бидам многу
лесна кога ќе бидам на сцената и кога ќе настапувам. А инаку истото е тоа со партнерот, значи има многу мали детали. Со него многу зборуваме кога сме на проба заедно, каде ќе ми ја стави раката за да бидам најубава или најстабилна. Тоа треба исто убаво да се разбереме. Ама тоа е уметност. Треба и понекогаш да играме да танцуваме со некој што е тешко да се комуницира. Дека тоа е дел од професијата, претпоставам. Роксан Стојанов, ѕвездата на Париската опера, се надева дека и во иднина ќе продолжи да го продлабочува диалогот низ уметноста меѓу Франција и Македонија, затоа што моќта на културата е вонвременска, соочувајќи се со бројните предизвици низ историјата до денес.